сакат да купат, може да се обратат до библиотекар. Но има еден период кога помладите генерации така се оддалечуваат од Сега ме поканувам на едно мало дружење. Етнолози, меѓу најголем број етнолози, за кои јас имам навистина висока година, и нивните етнички особини, јазикот, земјоделството, научен метод и дека во тоа време мислам применети се оние методи кои во тоа време биле Во фокусот на интересот на авторката Пали Крушева е торбешката група, која денес е позната и како торбеши и како нели македонци муслимани. За еден дел од нив називот торбеш е навредлив. Додека за еден дел од нив, особено во последно време, тие го прифаќаат овој назив како посебна, нели, го прифаќаат тој назив и инсистираат на некоја посебна етничка припадност на таа група. Доколку би сакале да ја дефинираме оваа група, би можеле да кажеме дека тие представуваат малцинска религијска група со исламска вероисповед, во најголем дел суни, кои го зборуваат македонскиот јазик, културни и верски се разликуваат од мнозинството православни македонци, но исто така лингвистички, антрополошки се различни од поголемите муслимански групи, етнички групи во Република Македонија, турците и албанците. Тие всушност се дел од османлиското наследство во демографската сфера, кон кое денес претендираат како македонците, така и албанците и турците. Меѓутоа, нивниот идентитет заглавен меѓу верската, исламската и лингвистичката македонска припадност не дозволуваат тие претензии да бидат целосно остварени ниту од една од горе споменатите претенденти. Денес торбешите се дел од османлиското наследство во Република Македонија, кое македонската држава не успева да го апсорбира, поради тоа што во врска со нив постојат некои нерешени историски прашања, а исто така и современи политички контроверзи.